Почитувани гледачи, добра вечер, добре дојдовте во анализата на телевизија 24. Пишувајќи колумна за состојбите во Македонија, еден автор во насловот стави Република Апсурдистан, алудирајќи на тоа какво име би требало да има ново меѓународно Република Македонија за меѓународна употреба. Па може ли ова име на колумна, овој наслов да се употреби за сегашната ситуација во Македонија, каде сега има обвинување за тоа дека има и спречување на мирен трансфер на власта. Значи, еден нов феномен во држава, која ги помина сите феномени од обвинувања за пуч, за државни удари, а државни удари не видовме. И сега имаме едно обвинување кое е карактеристично за оние така наречени банана републики или оние субсахарски држави, каде тоа е честа појава, но не и во оние развиени западни цивилизирани земји. Но ете, тоа е новата македонска политичка реалност. За ова вечерва ќе зборуваме со нашите гости. Тоа се поранешни пратеници, како еве да речеме поранешна пратеничка Гилистана Марковска, исто така поранешен пратеник и сегашен председател на ВМРО Демократска партија Владимир Голубовски и поранешен државен функционер на повеќе функции господинот Перо Димшовски. Разговорот ќе го почнеме веднаш кога ќе ги видиме рекламите и потоа брзо се враќаме во студиото. Да, се враќаме во студиото. Уште едно подсетување кратко, нашите гости Владимир Голубовски, Гилистана Марковска и Перо Димшовски. Марковска, ова што денеска се случува во собранието има разни дефиниции за тоа или разни објаснувања, различни ставови за тоа што всушност се случува. За СДСМ и оние партии кои застанаа зад новото парламентарно мнозинство е обид да се избере председател на собранието, да се почне со работа и тие велат дека собранието за тоа е ставено во погон за сите тие процеси да се забрзаат. Од друга страна гледаме дека ВМРО ДПМН го употребува или според СДСМ го злоупотребува собранискиот деловник за сето тоа да се развлече, да трае долго и изборот на председател да биде покасно. За вас, дали ова што е според вас ова што се случува легитимна политичка борба или обид за блокирање на собранието? Па кога ние би биле нормална држава, веројатно би била легитимна политичка борба, од причина што ниту еден кој што е на власт така лесно власта не сака да ја испушти, односно сака да ги каже аргументите зошто требало тој да остане на власт, а не да дојде некој друг. Меѓутоа, со оглед на тоа дека живееме во едно тешко време, во една веќе толку продлабочена голема политичка криза која што трае со години, во која што дури и ние тие што учествуваме во вакви емисии се чувствуваме уморно, веројатно и граѓаните кај год да пуштаат било кој телевизиски канал се зборува за истите нешта, ако го вратат пред месец-два повторно нешто го закупило нашето внимание, така да повторно зборуваме за криза. Мислам дека е многу тешко да се каже дека станува за реална политичка борба со аргументи, туку за една тенденција да се узурпира собранието како највисок законодавен дом со цел да не настане мирен трансфер на власта. Меѓутоа, умешноста во секоја една работа, па вклучително и во политиката е да ги антиципирате или да ги предвидите чекорите кои што би ги направил опонентот, во овој случај ВМРО ДПМН. Се изгуби многу драгоцено време, улицата веќе се препушти на народот, односно во поголем дел на поддржувачите на ВМРО ДПМН, собранието работи под притисок, така да се во ова не очекувам да заврши многу брзо. Едно од прашањата ми беше тоа, вие го начнавте, добро, знаеше ли СДСМ дека ВМРО ДПМН според деловникот може да го прави ова? Невистина ли ова не може да го предвидат? Се разбира дека морал да знаат, причина што знае со каков противник се соочува. ВМРО ДПМН е голема партија и токму благодарејќи на тој софистициран пиар што го имаше, успеваше да се задржи на власт цели 8 години. Тука не би алоцирала само вината во ВМРО ДПМН, туку и во преговорите кои што ги водеше Социјалдемократскиот сојуз со ДУИ, со сите албански партии. Мислам дека прилично се одолжи сето тоа. Господинот Али Ахмети први настапи од позиција на тоа во овој момент ми се може тоа да го направам и ќе го направам, нудејќи платформата односно декларацијата на сите албански партии, и сето тоа доведе до една непријатност и меѓу самите коалициони партнери, да не зборуваме за граѓаните кои што тоа го следеа од еден, од втор, од трети извор, така да овде навистина се работи за една голема психолошка војна и војна на нервите. Да. Голубовски, вашата дефиниција за тоа што се случува во собранието? Купување време, бидејќи иако помина доста време пред да
почне една ваква разврска. Купување време од кого, само мислам? Купување време за Македонија, јас би рекол, иако се работи нормално за политички партии во случај во парламентот, меѓутоа, бидејќи двете македонски партии нивна е одговорноста, дојдоа во ситуација со изборниот резултат во една клинч позиција, при тоа и едната и другата влегоа различно по обем, меѓутоа сепак и двете партии не ја отфрлија платформата веднаш, влегоа и едната и другата и имаме еден резултат кој што од една страна, ако беше нормална ситуацијата, како што и Јулица кажува, во некоја друга држава, каде што нема проблем со меѓуетничките односи, може би на еден друг начин можеше да се анализира, да се прима оваа ситуација, но во случајов на таква тесна разлика, 51-49, апсолутно не може легитимноста да се црпи од 20 пратенички места на албанските партии. Прво, заради тоа што тие за време на кампањата има јасно ги кажува своите цели, од редефинирање, од водовна парламентарна демократија и така натаму, се да не потенцирам, за да екскалира целата ситуација со платформата. Во таква ситуација не може да се каже дека не постои способност за мирно предавање на власта, бидејќи се доведе наеднаш во целата ситуација и државата во прашање. И од таму ја затоа и кажав, купување време за Македонија да во ова нова криза која на блокирана институција на парламентот се види кој простор би можел во реално време секој ден да се отвори и да произлезе некој излезно решение. Што би било решението со тоа купување време? Што би се целело? Па да се свати абсурдната ситуација, ние имаме источниот сосед за 4 години 3 пати оди на избори. Италија, да не зборам, со години, со децении има такво искуство. Значи, не треба да се анатемиса однапред тоа што ако резултатот делува лимитирачки на развој на државата, посеизборно, како рационален избор да не се прифати, подобно да се подадат картите, да се оди на избори. Добро, ќе развиеме таа теза понатаму. Димшовски, обвинувањата се дека ова што го прави сега ВМРО-ДПМН во собранието е продолжување на потегот на председателот Иванов, кој според опозицијата е диригиран од ВМРО-ДПМН и од Никола Груевски, така добиваме еден круг во кој се блокира формирањето на нова влада. Од друга страна, меѓународната заедница е јасна. Тие бараат брзо формирање на влада која треба да ги спроведе реформите. Кој е вашето објаснување? Дали е ова обид за мирен трансфер на власта, што е еден своевидно нов феномен за Македонија? Значи, во Македонија не се случува. Е ова обид за мирен трансфер на власта, со самиот факт што политичката борба се префрли од оние соопштенија кои беа прилично токсични измеѓу политичките актери, во сега борбата се префрли во собранието. Значи, ние веќе се движиме во конституирање на сите институции, вклучувајќи и владата. Јас го гледам ова како позитивен исчекор. Тоа што ВМРО овие 2 дена завзеде нека игра, ја не можам да ја знам сега која е стратегијата внатре во партијата, зошто тоа се прави и така натаму, меѓутоа колку што ми е познато, тие деловници за работа на собранието и дискусиите еден ден ќе се исцрпат сите тие можни реплики и контрареплики и ќе треба некогаш за нешто да се гласа. Иначе нема потреба да имаме собрание. Во собранието во моментов имаме политичко мнозинство кое се изјасни дека ќе гласа за нова влада, де факто. И колку и да фати време, ја верувам дека тој момент ќе дојде, може би порано, може би подоцна, меѓутоа работите се движат во добра насока, вака во генерала, јас мислам. Марковска, ве гледам дека ми се чини не се согласувате. Па јас би сакала да е така.
Навистина, меѓутоа оно што имав можност да го препрочитам деловник, тој поприлично е променет во однос на времето кога јас бев пратеник во собранието. Ограничување на дискусиите во смисла на времетраење, како да речеме приносење на буџетот на Република Македонија, кога точно се знае колку треба да трае расправата, нема. И ако вие гледате дека имате реплики и контрареплики на сопствените, на крајот има впечаток дека пратениците ќе почнат сами на себе да се упатуваат контрареплики, бидејќи ќе нема на кого да му упатуваат, тоа време може да трае бесконечно. Буквално бесконечно. Нема лимитиран временски период. Оно што мислам дека беше стратешка грешка на целата опозиција е што дозволи поранешниот председател, кој веќе не е председател, туку само е еден кој што ја води седницата во основна и сметам дека ова е уште од поодамна припремена игра, од причина што тоа беше причината зошто не се дозволи како по некоја најстара традиција, како што дозволува и нашиот деловник, најстариот пратеник, кој што во овој случај и понеискусен, меѓутоа да ја отвори седницата и да ја води до изборот на нов председател. Сметам дека ова било однапред анализирано, дека може да дојде до една ваква ситуација и токму заради тоа е поставен поранешниот председател како еден уигран играч кој што точно знае во кој момент, како и на кој начин ќе реагира, меѓутоа не во смисла да овозможи да собранието вистински обавува својата функција. Ако вие сте еден реален председател на собрание, тогаш секој еден кој што зборува се што не е во врска со темата, а во овој случај темата е избор на комисијата за избор и именувања, која што буквално никој не ја споменува, тогаш вие на тој некој му го одземате комплетно релевантно зборот, му давате збор на оној кој што се движи во границите на темата. Ние тоа во овој момент го немаме. Само сакам едно подпрашање. Денеска господинот Заев даде изјава пред собранието во која кажа дека според неговата интерпретација ова што се случува е циркус, намерно блокирање на собранието, но вели набрзо и тоа ќе заврши. Како мислите дека ќе заврши? Па јас не знам на што го темели оптимизмот. Не знам на што го темели оптимизмот. Не може да се прекине освен ако собранието изгласа одлука, меѓутоа ќе треба да гласа, таа одлука ќе треба први да се стави на гласање дека додека не заврши расправата, претениците нема да излезат од собранието. По основ на точката за избор на председател на собрание. Како кога се бира папата, па не смеат сите оние учесници да излезат додека не се појави белиот чат. На дневен ред за да се гласа. Не, првин треба тој што ја води седницата да го постави тоа прашање за да се види дека мнозинството има мнозинство и дека има волја политичка да се избере председател. Доколку тој не сака, ништо не може. Господинот Трајко Велјановски. Токму таа причина зборував за тоа. Тоа би било невозможна мисија. Ко реплика, нормално и на мене ќе има реплика. Дај Боже. Значи, сакам да кажам дека во овој досегашниот тек на разговорот, барем ја не спомнав, а многу е битно, не го спомнаме народот пред парламентот кој протестира, тој не може да не биде дел од ова што разговараме. Без оглед на тоа институционално како е поставено организацијата на државата, во оваа ситуација, бројката која што излегува, причината заради која што излегува е неделив дел од оно што секојдневно се случува и во парламентот, но и надвор од парламентот. Затоа и пак останам на таа формулација дека во наредниот период, баш заради присуството на народот, двете македонски партии ќе мора сами или со помош на други, видливо за јавноста или дискретно за да биде попродуктивно, да воспостават елементарни комуникации, затоа што одговорноста точно дека е нивна за државата, но никој нема да им дозволи да ја урнат државата во парламентот. Добро, парламентот треба да служи за иднината на Македонија, а не да биде гробар на македонската држава. Председател на ВМРО-ДПМН со оној проглас пред Државната изборна комисија исклучи веќе медиаторство на меѓународната заедница, рече дека тој нема да преговараат со меѓународни преговарачи, а и во денешната понуда на господинот Милошовски за излез од кризата тој исто така се вели дека да се направи договори против мешање на внатрешни работи на Република Македонија, странски политичари, без да се решава без странски агенди или представници. Значи ВМРО-ДПМН исклучува веќе такво посредништво. Како би се состанале партиите? Во едни околности бидејќи те имаат крајно протиставени ставови. Во едни околности може да биде рационална таква изјава, но ако околностите се променат,
проценката и излезните решенија може да бидат различни од што во други околности се кажани. Тоа не значи дека ако било кажано во други околности и сега тоа... мислите може да се смени тоа? Може да се смени и мислам дека клучно прашање и тоа нека биде вака како елемент на овој разговор на кој што неизбежно ќе навраќаме е можноста што е дадена да се направи коалиција меѓу Социјалдемократскиот сојуз и овие партии на политички представници на албанското малцинство, меѓутоа да се откажат од платформата и тука не држи никаква игра, немало ни П од платформа, сите знаеме што е и договорено и што содржи таа платформа. И апсолутно, и тука ќе завршам со тоа дека за мене е сосема јасно и за сите луѓе кои што се отворени очи гледаат што се случува, дека всушност работата е дека албанското малцинство сака конститутивен народ да стане и затоа и двојазичноста. Тоа се све елементи, перформанси на една федерална држава, значи ако стане конститутивен народ, зошто? Затоа што да се осуети, да се пресретне оноа што во регионот се најавува мапи на други држави, се релативизираат граници. Господине Голубовски, самиот кажавте дека и двете македонски партии влегле во преговорите за таа така наречена платформа, а според изјавите што ги гледаме од ДУИ, денеска повторно господинот Џеват Адеми од собраниска седница, дека ВМРО ДПМН ги прифатило сите барања на ДУИ, освен СЈ. Тоа не знаеме што прифатиле, точно дека се разговараше, точно дека каснеше отфрлањето, дури официјално и не сум слушнал дека е отфрлено. Значи, во интерес на вистината, реалноста зборувам, бидејќи тука више нема простор сами себе да се лаже. Видете, само уште ова да кажам. Значи, тоа го кажа господинот Џеват Адеми, тоа е најнова изјава. Пред тоа го кажа господата Бујар Османи, Рафи Салити, Теута Арифи, Изет Меджити, па мислиме дека Али Ахмети во една изјава. Значи, сите го кажаа истото. Значи, сега доаѓаме во една ситуација дека сите тие господа и господи од ДУИ или лажат, флагрантно лажат, или лаже ВМРО ДПМН. Значи, би било чудно сите да излегуваат со една изјава, мислам, одговорни луѓе, политичари на собраниска говорница да лаже. Тие, за да постигнат целта, многу лесно и можат да лажат. Нема писмен документ за такво нешто. Нели, Меджити кажа дека има документ, не се појави, дојде демант наспроти таквите тврдења, излегоа и тврдења кои што ги демантираа таквите наводи. Добро. Господин Димшовски, прашањето е во овој контекст, кога цело ДУИ излегува и го кажува ова, дека истото било прифатено од ВМРО ДПМН, дека било прифатено и господинот Ала Џафери да биде председател на собранието. Тоа било исто така дел од договорот. Иако ВМРО ДПМН тоа го знае. А од друга страна настапува со една прилично запалива реторика. Секој ден, еве како што гледаме, има граѓани на улиците кои излегуваат со уште позапалива реторика, а сето тоа го гледа и албанската етничка заедница. Кажете ми, еве денеска имаше инцидент во Охрид, каде што е скршена некоја двојазична табла. Значи, ние сме на раб на инцидент меѓуетнички, кој може да биде многу сериозен, а од друга страна имаме една фиктивна теза која е лажна, која не е ни вистинска, и значи поради лажна теза може да дојде, не дај Боже, и до најлошото. Да, имаше сега еден таков пример и во други земји каде лажни вести довеле до конфликти и насилство. Тоа е ирелевантно прашање во однос на ние треба малце не од денес за утре да ги гледаме работиве, туку во еден контекст малце подолг временски период. Господинот Голубовски спомна нови избори. А што тога, што очекуваме на тие избори албанците да се откажат од тие барања? После тоа. Значи, ќе се најдеме во иста ситуација, апсолутно иста ситуација. Што ќе правиме? Ќе ги мајоризираме албанската заедница? Па, каков е уставот, модерниот устав после рамковниот договор на Македонија? Дали ние го знаеме добро? Еве, како јас сум етнички македонец. Мислам, дали нашите македонски партии, да речам, пошто сега веќе тоа македонски партии, ако го гледате тоа од етнички македонци, има само една, нема ни една уствари. За ВМРО ДПМН на овие избори, тие се гордеат со тоа, и јас сум работел со таа партија, за таа влада од ВМРО ДПМН,
Таму гласаат и бошњаци, и од разни други етнички групи, и од сите етнички групи. Имавме, дури некогаш, и вие добро знаете, гласаат и албанци за ВМРО во дадени ситуации. Истото беше на овие избори. СДСМ од друга страна, овие избори, мислам, се го проби звучниот зид. Што значи? Тоа на Балканов се нема случајно толку прекршување на тие етнички линии кои досега го уништуваат целокупно во подрачје. Значи, оваа партија, јас се плашам од друго. Јас се плашам дека тие се уште ќе ги гледаат работите од теснопартиска перспектива, наместо да ги гледаат од она што нив им се случи, го добија тоа што го посакува, сега треба да се реформираат многу сериозно во таа влада да примат луѓе кои се од целиот политички спектар. И не зборуваме овде само за етнички спектар, туку политички спектар. Мислам дека таму поголема опасноста, бидејќи доколку состават влада која е тесно партиска, сметам дека многу брзо ќе паднат, поготово кога ги слушаме овие изјави за нивните приоритети, и тоа малце ме плаши. Се знаат, приоритетите на владата треба да бидат евроатлантските интеграции, сето тоа што го носат тие. Владење на правото, слобода на медиуми, што е дел на пржино, извештајот на Прибе. И ВМРО ДПМН треба да ја поддржи таквата агенда. И мислам дека ќе ја поддржи, затоа сум оптимист во однос на она што се случува денес во парламент. Вчера 2 дена, да не брзаме, 3 години е земја во криза. Кризата почна, иначе, од мое гледиште вака, кога во парламентот, тоа мислам беше 2010 или 2011, се донесе законот за забранители од страна на ВМРО ДПМН беше предложен, и господинот Талат Џафери, мислам беше, или некој други од ДУИ, чита Блаже Конески, или кого го слушавме, Кочо Рацин таму песни. Со слични методи, како денес овие и вчера што ги гледаме, се обидуваат да извршат диверзија врз работата на собранието. Не успеа нормално, само од тогаш почна кризата. Тоа за мене значеше дека политички коалициони партнери кои составиле влада не се сложиле околу фундаментално прашање. А тоа прашање мене ова ми е многу близко. Не, многу е важно прашање. Мораме да го затвориме. Не се сложиле. Јас кога дојдов овде од САД во 2006 да учествувам во владата, една фалинка голема што ја видов на рамковниот договор беше после секоја војна тие што учествувале во војната од двете страни на некој начин се збринети. Во Македонија тоа не се случи. Ја разговарав со тие представници по мојата функција зошто тоа не го предвидел рамковниот договор. Тие ми рекоа тоа е работа на вашата национална влада, таа да ги згрижи. И ние не успеавме тоа да го направиме. Значи многу незадоволни останаа по улиците. Разбирате? Луѓе што се бореле за одредена кауза или за држава, без разлика. Значи тоа требаше да се затвори прашање, тоа е болно прашање. И на тоа главно прашање се прекршија копијата и од тогаш почна таа политичка криза. А иако зборуваме сега сме ние на работ на етничка криза, бидејќи ние не можеме да дозволиме мајоризација. Мислам ВМРО сега игра по една танка линија на оние изјави и така натаму запалливи реторики, народот излезе на улица. Не е тоа спонтано, тоа е организирано. Меѓутоа таа е многу опасна игра. Тие нема да ја максимизираат. Нема тоа да се случи, бидејќи овде има и други гарантори на целокупната, значи безбедносната ситуација на Македонија не е само грижа на граѓаните на Македонија, туку и на регионот, на Европа, па и глобално. Така да ќе има големи фактори. Значи реплика. Прво, од последно, ако тие се бореле за друга кауза, за територии, 2001 година знаеме беше не за права, за територии, сами си признава, ги имаме книгите, што они се автори и преведени и на нивен јазик, тогаш државата, тоа не постои у свет, некој да се грижи, да ги згрижува како борци, уште да им дадеме и одликување за тоа. Но да се повратам за репликата и во однос на тоа, дека тие би можеле на наредните избори, па сигурно како би излегувале пред својот електорат овие политичките представници на албанското малцинство, ако не излегува со такви радикални барања, но кои би било наивно да се верува дека само за избори ги кажува. Тоа е дел од една стратегија во која што не се они вклучени само за себе, него од подалеку и од преку океанот одредени сценарија се одвиваат. Но клучно тука што е што сакав реплика да дадам.
Ако тие излегуваат со иста платформа, тие самите ќе се самоизолираат. Не може да влезат во влада, не мора да влегуваат во влада. Што ќе ни во влада да влегуваат луѓе? Тоа е Македонија, држава на сите, таман работа, па да направат собствено собрание. Нема да направат, не може да направат. Не знам. Значи, ако они сакаат да уценуваат, тоа се согласува. Друга политичка партија од албанците, кои што има разумни албанци, има многу луѓе што ги прочитувам, за да немаат проблем, не би им спомнал имињата. Меѓутоа, не може они затоа што има желба и стално тој проблем ќе останат. Добро, еве за платформата, кога зборуваме, сакам да ве прашам нешто за платформата. Има доста тези за тоа како изгледа таа платформа, бидејќи таа беше едно големо изненадување за сите после изборите, но еве ми сигнализираат од држијата дека треба да повикаме реклами, ќе продолжиме со тоа прашање со вас. Само да направиме една пауза за реклами и се враќаме во студиото. Се враќаме во студиото. Дојдовме некако до вас, господја Марковска, зборувавме за платформата, како што кажав, има доста тези околу неа. Таа беше прилично изненадување за сите, значи наблюдувачи на процесите. Последната изјава на господинот Насер Зибери, поранешен пратеник за Радио Слободна Европа, тој вели дека според него платформата е погрешно представена во погрешно време, на погрешен начин и дека е целокупно погрешен потек на албанските партии кој им отишол во прилог на Груевски и на Иванов. Имаше една теза академикот Катица Ќолавкова кажа на говорница на МАНУ, каде што таа отиде еден чекор понатаму, каде што кажа мене не би ме чудило всушност креатор на платформата да е Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Сега овие тези одат премногу во таа теорија на заговор, но сепак излезе дека платформата дојде како главна причина за блокирањето за составување на нова влада предводена од СДСМ. Јас мислам тоа му даде крилја на господинот Никола Груевски. Не знам, не верувам во теориите на заговор, меѓутоа прво и основно платформата апсолутно се согласувам дека дојде во погрешно време. Можеби таа е направена и многу порано, меѓутоа во погрешно време, со погрешна интонација, во време кога отидовме на избори за да ја вратиме правната држава, а не за да решаваме етнички прашања кои што ќе ги решаваме во ток, а од друга страна, господинот Али Ахмети беше 8 години на власт и 8 години имаше можност сите тие делови од платформата да ги решава едно по едно во една атмосфера кое што е нормално во парламентарна демократија, можеби ќе и наидеше на отпор, меѓутоа немаше да биде представено така како што беше на почетокот после изборите, во кој што имавме многу лоши изјави од одредени челници на ДУИ, во кој што беше платформата представувана дури како 5 брави на една врата, па уште треба шифри да вкуцуваме за да можат истите да се отворат. Тоа би рекла дека е малку еден насилнички пристап во демократија во која што за човековите права секогаш се дискутира. Во за правата на луѓето кои што се решени да живеат во една држава, како што е Македонија, која што е мултиетничко општество, во која што живеат повеќе етникуми и македонскиот народ. Тоа е се разговори ќе има бескрајно. Не можат никогаш да му кажете на некого до тука е демократијата, натаму ќе ти давам со лажиче. Така било можеби порано. Не постојат веќе добри и лоши албанци. Знаете, мене ме освести еден пациент кој што ми дојде во ординација и на кој што му рекол ја вака, па добро, еве најрегуларно како што веројатно сите граѓани дискутираат, што
ги натера албанците во овој период да ја стават платформата и реков, па вие имавте и војна, па со војната заврши со мировен договор, може би не се имплементирани комплетно правата од рамковниот договор во уставот, има простор за разговор и он рече, па знаете, нели, кога бевме во војна, рековте дека треба да разговараме во мир, па еве сега разговараме во мир. Тоа длабоко ме освести, меѓутоа начинот на кој што беше таа рекажана, дека тоа е услов без кој што не се може, знаете, создава револт кај сите граѓани на Република Македонија. Можеше тоа да биде, да кажем, едно помеко приземјување, да се чека да се направи владата, да се кажат, ние имаме наши услови, вие имате, да се направи владена платформа, односно владина програма и да се зборува за динамиката како и на кој начин. Па ќе се реализира тоа. Од друга страна имаме и други институции, па ако нешто се коси со законот, ги имаме сите можни, да кажам, за вето, да не се реализира одреден закон, да не се прво имаме вето од страна на председателот, кој што тој закон нема да го потпише. Понатаму, ако нешто не е во согласно со уставот, го имаме уставниот суд. Ние едноставно не им даваме можност на нашите институции да проработат. Нашата криза почна од тоа што ние немаме институции. Ако институциите си ја вршеа својата работа, потполно е сеедно дали владата ја прави ВМРО, ДПМН или Социјалдемократскиот сојуз. Важно е да ние имаме институции кои што континуирано работат, а тоа е демократски процес во кој што едните ќе бидат позиција, другите опозиција, и тоа е сосема нормално и демократски. Кога зборуваме за тоа на кој начин е представена, веројатно дека лидерите на политичките партии секогаш не треба да го прават само тоа што им го кажуваат граѓаните, веројатно дека тие би требало по дефолт да имаат некои стратешки анализи кои ги представуваат пред грото на граѓаните да ги разбере. Но кога зборуваме за платформата, еве има например една анкета неформална која направи на албанска телевизија каде што ги прашуваше граѓаните албанци, тоа на голем размер, значи не на 10-20, туку на стотици. Зашто сте пред? За функционирање на правната држава и СЈО или за спроведување на албанската платформа? Па знаете дека 70% беа за правната држава и СЈО, 30% за албанската платформа. Па и во оние изјави што медиумите ги земаат од граѓаните албанци на терен кога ги прашуваат, тие едноставно одговараат, ма каква платформа, какви, дајте ни, или како што кажа господинот Арачиново, не федерализација, канализација. Точно. Тука е прашањето, мислите ли дека сепак и албанските партии се свесни дека тоа нема да помине, дека тука има друга позадина, дека не е тоа толку очигледно како што се самите барања во платформата? Не, него на овие подрачја ние уште живееме на водите на национализмот и дека така е најлесно да ги манипулираме масите. Затоа што тоа е нешто најлепливо на кое што народот лесно може да го преориентирате и тој да се на изборите да гласа за вас. И после тоа вие можете, како што ние веќе го влечеме проблемот со името се, можете години и години да си живеете, како што впрочем се покажа коалицијата 8 години функционираше, ВМРО, ДПМН и ДУИ, ние не идовме на ниту еден проблем од ваков вид, не значи дека ДУИ ги барало вака како што ги постави сега проблемите со етничка платформа, за 8 години, ако што успеав да го пратам собранието, немаше ниту еден закон кој што најде на сериозна препрека. Не дека веројатно дека ВМРО ДПМН не било толку силно па не дозволило, туку ДУИ не барал. Сега оценил дека тој момент кога светот се прегрупира, да не зборуваме за Македонија, веројатно Македонија ќе биде монета за подкусурување, се појавува оваа етничка платформа во предвремени избори во кои што ние се бориме за враќање на заробената држава и за функционирање на правната држава. Според тоа, оваа платформа, ваква каква што е, не е ништо страшно, меѓутоа тоа треба да им се представи и на луѓето таму. Ја не верувам дека луѓето кои што штрекуваат во Македонија се само клиентелистички настроени. Таму има и граѓани кои што не знаат што значи сето тоа што велат, ние не сакаме да им ја дадеме државата на албанците, па се разбира, зарем ние овде сакаме, зарем тие таму што седат во собрание ќе го уништат унитарниот карактер на државата. Нема да го уништат. Меѓутоа тие не дозволуваат да државните институции профункционираат и да видиме точно што ќе се случува со оваа етничка платформа. Да. Кратко. Значи, за да може во институциите да видиме, предуслов е да се прифати со гаранции од страна, значи, на партиципиентите, албанските партии, Социјалдемократскиот сојуз, да даде гаранции платформата. Од тука кругот е затворен и нема простор за рационален ваков пристап. И сакам уште да кажам нешто, па ќе ме прашате. Во врска со платформата мора и генезата да се бара. Затоа што Призренската лига, на која што се повикуваат и од тогаш почнале тие платформи, тие албанците ја имаат заборавено. Всушност, 43-та година од военото разузнавање АВВЕР, германците
за да може да вршат мобилизација, ја возобновуваат. И Добро, но знаете само што? дозволете да завршам. Дали премногу се Не, само две речениците. А 45 година и тогаш се правени тие балистичките одреди, зборува за геноцид, какви зверства не направени балистичките тие формации. 45 година американците прават третата призренска лига, а 74 година веќе станува збор за глобален продор во Конгресот на Америка. Знаете што сакам да ја прашам? Дали премногу се тривилизира со таа историја, со тие прашања, бидејќи ја не верувам дека постои нација која нема некои големо државнички или големо национални сонови, па и ВМРО да помне на почетокот кажуваше дека ќе одржи конгрес во Солун и така натаму. Одма ќе ви одговорам. Ова е Македонија што останала. Албанците во Македонија имаат матична држава Албанија, дури и Косово го имаат, не може да претендира да бидат конститутивен народ во две држави, во три држави. Не, тоа не може да биде. Ама ве молам, тоа е многу погрешна теза. Тоа е многу погрешна теза. Македонија е држава на македонскиот народ и на сите кои што живеат во неа. Ние не можеме да ги избркаме останатите. Како тоа е? Велиме Албанија е нивна матична држава. Па не е Албанија, Македонија е нивна матична држава. Не може, да, тогаш кога граѓани треба да прифатат. Ама не можеме да ги делиме на добри и лоши и да ги осудуваме заради тоа што размислуваат, можеби нема да го реализираат своето размислување. Во Македонија сите имаат граѓански права равноправни, нема македонци и други етникуми. Граѓанскиот концепт кој што е содржан. Меѓутоа, Македонија е матична држава на македонскиот народ, затоа и во преамбулата пишува како не. Не, прочитајте го уставот, тој беше амандман кој што се сеќавам точно, падна. Тој не влезе во уставот, Македонија е држава на македонската промената на уставот, етничка заедница на албанскиот народ кој што живее на подрачје, така е. Дозволи да кажам, не е така, ќе прочиташ па во некоја прилика ќе кажеш со новите сознанија. Значи, во преамбулата пише дека сувереноста на македонскиот народ и граѓаните кои што како дел од народи во други држави. Значи, апсолутно само формулацијата е видоизменета, ние го имаме истиот устав, тие што го правиле уставот, дали свесно или несвесно, фактички ја заштитиле таа димензија дека Македонија е национална држава на македонскиот народ, но концептот е граѓански. Јас се залагам за граѓански концепт. Само момент. Демант на граѓанскиот концепт е барањето на представниците на албанското малцинство за колективни права. Сакаат врз база на процент. Добро, да ги прашаме македонците во Албанија дали сакаат да бидат конститутивен народ. Што би одговориле? Што мислите? Дека не сакаат или сакаат? Или македонците во Грција или македонците во Бугарија? Па не верувам дека некој би одговорил дека не сака. Значи, сакам да кажам, се тривиализира тоа прашање што е кој сака, кој, значи секој се бори за подигнување на они се малцинство и не може да претендираат да бидат конститутивен народ. Сите права ќе ги имаат кој секој македонец, но не може да бидат Добро, мислам дека тоа прашање е прилично, апсолутно, така и пише во за некоја историска дебата. Сакав друго да ве прашам, ја за нешто актуелно. Зошто овие граѓани кои протестираат и ВМРО ДПМН упорно бараат СДСМ да се откаже од така наречената тиранска платформа, иако господинот Заев изложи програма на влада, тврди дека во неа нема ни П од платформа, но еве и тоа да го ставиме на страна, дали е точно или не е точно. Зошто граѓаните не бараат од албанските партии да се откажат од албанската платформа? Зошто ВМРО ДПМН не бараат ДУИ да се откаже од албанската платформа? А ВМРО ДПМН вели не, треба да се почитува принципот победник со победник. Значи тие повторно би коалицирале со ДУИ, која ја представи албанската платформа, а бараат од СДСМ да се откаже. Нели една прилично апсурдна ситуација? Прво со последното, апсолутно јас сум противник и сметам дека е тоа многу силен аргумент на федерализација. Тоа е нешто што не е до крај проценето, ако е така, како што кажете дека они уште го држат. Така е ставот. Затоа што победник со победник тоа веќе дефинира фактички федерализација. Значи тоа мора да отпадне и добро е што се случи ова да не се наметнува нешто што додуше не беше тоа документ. Тоа било можеби заради еден политички прагматизам на ВМРО ДПМН е право да го оправда и не могло потребно да го оправдува. Но тоа не може да биде обврска за други влади како ќе се прави. Денеска имавме соопштение за тоа, господине Голубовски. Тоа апсолутно, значи ја не можам да го прифатам, сметам дека тоа е само некоја несреќна така дефиниција. Значи апсурдот е зошто не бараат од албанските партии да се откажат и зошто ВМРО не
значи отпишува коалицијата со ДУИ, а упорно се прави целиот притисок врз СДСМ, кој вели дека не ја прифаќа. Мислам, господин Заев така вели. Значи, зошто, еве, луѓе кои демонстрираат, зошто денес отидаа пред СДСМ, зошто не одат да демонстрираат пред ДУИ? Бидејќи тие сакаат, нели, во наводници да ја федерализираат државата. Тоа карактерот да не се претвори од мирен во, предпоставувам, насилен, се внимателни, што е во ред. Иначе, јас лично сум повикал на друга медиум да се ги повикав, директно на ДУИ се обратив, да ја отфрлат сами, да ја повлечат платформата. И мислам дека и во тој контекст побарано, меѓутоа, не знам, сепак тоа е поголема партија која што јас сум само коалиционен партнер и денес зборувам во моје име, така да не би можел, не би било пристојно да коментирам нешто што би можело да биде добро прашање на таа адреса. Добро. Господин Димшовски, како ја гледате сега стратегијата на ВМРО ДПМН? Очигледно е дека се работи на одоговлекување на сите процеси. Да, но вие сами велите, имаме јасно парламентарно мнозинство, имаме можност за формирање влада, до каде би одело тоа одоговлекување и што би сакало да се постигне? Едно од предпоставените тези е, нели, она што се спомнува цело време во јавноста да истече рокот на СЈО, но веројатно тоа е помалку тривијално прашање. Која би била стратешкиот излез за ВМРО ДПМН до оваа ситуација? ВМРО ДПМН како прво треба да се врати на принципите на европскиот демохристијанизам. Ако веќе се дефинира како десна партија, тоа значи да го напушти популизмот. Затоа што христијанските десни партии се многу децидни во однос на тоа намалување на влијанието на државата, давање на слободи на поединецот, функционирање на институциите и слободна стварање услови за ослободување на економскиот потенцијал, односно економската иницијатива и предприемништво. Понатаму на ВМРО ДПМН потребно е да биде прогресивна сила, како што беше 2004, 2005, 2006, 2007, се до оние избори во 2008 несреќни, кои нямаше потреба да се случат. И оттогаш некако е партија која еве сега дојде на власт, ги напушти принципите, почна да се занимава со зацврстување и користење на таа власт за своји потреби. Тоа треба да прекине. Веројатно подобро тие реформи во самата партија можат да станат доколку партијата отиде во опозиција. Значи, да стане сега ВМРО ДПМН опозициона партија, тоа ќе биде добро за неја. Иако јас мислам дека како опозиција ќе има уште поголема одговорност отколку што имаше како власт, бидејќи ќе мора сега такви се настаните и очекувањата, ќе мора да биде исклучително многу конструктивна опозиција во однос на овие работи, евроатлантските интеграции, извештајот на Прибе, добри меѓуетнички односи, функционирање на една граѓанска држава. Значи, тоа е еден главните концепти на конзервативните партии, значи се заснива на една еднаквост меѓу луѓето, конзервативизам во економската политика и сето тоа што не се правело, мислам, се правеше и тоа кај нас во Македонија ретко кој така го гледа. Например, ВМРО беше конзервативна партија, бидејќи се до 2009 година, 2008-2009 го намалуваше надворешниот долг. После тоа почна да го зголемува, таа стана една партија што не можеше да се да се поврзе со конзервативизмот, значи штедење и така натаму, добри некои конзервативни на економски политики од аспект на долгорочни политики. Чисто сега, колку побрзо тие станат конструктивни, толку повеќе ќе се вратат на политичката сцена. Сега играат во една дефанзива, купуваат време, никој не знаеме зошто. Веројатно како да се спремаат за избори, тие избори, например, локалните. Мислам дека е ова што викаат она overkill. Премногу е нервозава за да добијат нешто на тие избори. Тоа нема. Едноставно се чувствува ова сега што е темата им е погрешна. Значи вие можете да мобилизирате луѓе, меѓутоа доколку темата и принципите не се на добра основа, ние видовме Советскиот сојуз траеше 300 милиони луѓе, 350 милиони луѓе 70 години на погрешни принципи се растури во еден ден. Ке се растурат, тоа нема да трае. Разбирате, тие екстремната позиција која е сега завземена, значи вие не можете на голема група да ја ставите во еден мал чош. Тоа сега се случи со ВМРО ДПМН.
тие мора да излезат од тоа и да ослободат енергијата внатре што имаат на огромното членство, голем број интелектуалци што сега ги нема, ја ги познавам, ги нема, не излегуваат јавно, кои ја донеле таа победа во 2005-2006 година и првите реформи. И кога тоа ќе се направи, ние ќе имаме, мислам, една конструктивна, можеби ВМРО ќе биде тогаш опозиција, можеби ќе учествува во некоја поширока влада, ја не знам, поединци и така натаму, бидејќи стварно големи работи. Ова Ахмети, што сака да го прави, дуи и другите албански партии, не може и тоа без ВМРО да помане во парламентот. И затоа јас сум тука, таа платформа мене не ме возбудува многу. Доколку се донесат некои поголеми работи што излегуваат надвор од уставот, впрочем тоа го кажа лидерот на СДСМ, дека се што е по устав, ние ќе пробаме, мислам, да помине, доколку нема да помине. Меѓутоа има и други механизми, не зависи само од него. Тогаш можеби ќе се формира и друго парламентарно мнозинство, не знаеме, можеби ќе падне влада доколку некој се обиде за ова, вие што ги кажувате тие теории. Ние не треба да се плашиме од такви теории, треба да веруваме во македонската држава, во македонските институции, дека може да се справи со сите предизвици, како што досега се справуваше. ВМРО ДПМН тука е клучна. Јас верувам, убеден сум дека ова престанува. Тие од пред 3 години кога почна таа криза не ги прифатија тие први совети за да се направи договор со СДСМ со Заев. На крајот во пржина ги прифатија голем дел од предпоставките. Сега одат во една насока тоа што се вика едно меко приземнување на нивната политика, мислам ќе се вратат на основните принципи. Друга алтернатива е таа партија едноставно ќе исчезне. Затоа што вакви теми како што ги отвора господинов, тоа е готово. Завршена работа е тоа на Балканов. Никој нема слух за такви реченици. Значи, заради околностите, ја не сум адвокат, иако сум во коалиција нормално со ВМРО ДПМН како лидерска партија, опозиција може да биде ВМРО ДПМН заради одговорноста за ова што се случува. Не зборувам за одговорноста и она што во еден правен поредок владење на право имаме индици, треба правен епилог, очекуваме за она што од прислушкуваните материјали ги ставаме. Зборувам во контекст на државата. Може опозиција да биде само ако прифати Социјалдемократскиот сојуз малцинска да и се даде можност. Иначе тоа што сте се договориле сега, јас зборувам дека утре тој ваш став ќе се смени. Иначе нема шанса, не верувам. Значи ја доста добро тој материјал што го оставив од 1993 година и ред други, се што сум кажал после 10 години, после години се остварува. Значи јас ви кажувам дека инстинктот мене ми кажува дека Социјалдемократскиот сојуз треба да биде по-рационален, да се откаже од да го злоупотреби моментот на оваа национална криза на државата и да прифати или малцинска, ако веќе сака да после долго време да почувствува што значи власт, макар и краткорочна, или да се влезе во нови избори предвремени. На друг начин не постои шанса да добијат влада, а да не предизвикаат нешто што травматични состојби, кои што на крај они ќе треба да сносат и одговорност. Ја отворам ова ваша изјава, мислам реплика, бидејќи јас тоа го сметам закана. Со закани нема да стасаме никаде. Анализа на тоа што може да се заканувате сега кон мнозинството. Мнозинството и политичкото и фактичкото во Република Македонија прави влада сега. Ако некој се обиде тоа да треба да е легитимно, не е легитимно мнозинството. Тогаш не постои мнозинство. Па не е легитимно затоа што противуставниот поредок условува. Прават мнозинство со платформа која што го нема врска тоа, заборавајте нема врска, па тоа не е тоа на агенда да се прави влада. Секој вакви изјави што дали поминала Османи и Артран Груби. Не, па ја почнав да зборам, вие ми се уфрливте. Па што зборувате? Дали се слушате што зборувате? Па вие се заканувате овде. Не. Па се заканувате на мнозинството. Не, точно.
Нема Вие легитимно потпалувате мнозинство. сега, пожар стварате со Не, тие ваши не, изјави. не. И тоа така треба да го гледате. Додека тоа не го гледате така, оваа држава ќе биде во криза, и тоа голема криза, уште поголема од Секоја ова сега што изјава се случи. ваква вие што Не, давате, вие Бојар давате Османи изјава. и Артран Груби вие Вие се демантира. заканувате Они викаат дека ако ова не станело, не знам што ќе било. Што ќе било? Има мнозинство во парламентот, ќе завршат дискутиите, ќе се гласа. Може ќе се формира влада, може нема да се формира, не знаеме. Тоа за платформата, ако се обидат да протуркаат нешто, тоа го кажавме. Ако дека Ама е тоа е надвор од услов, устав, не да се надвор од обидат. законите, имате уставен суд, имате парламент, имате политички партии. Ама они веќе се договориле, тоа е вградено во тоа мнозинство. Па се договори и ВМРО ДПМН, па на крај за нешто не се Во договори. овој случај имаме ние договорено мнозинство нелегитимно. Како може да Затоа биде што мнозинството 20 нелегитимно? Па нелегитимно, това не е Кој го мнозинство. дал мнозинството? Не е Граѓаните мнозинство го дале. затоа што не е легитимно. 20 пратеници сакаат да урнат државата. Не е точно. Како не? Тоа е ваша Што значи теза, платформата? Не, ја отворам. Што значи платформата? Не, платформата си е платформа на некоја изјава во Тирана. Што значи? Што Не се е случи од потпишана, тоа? таа е договорена и гарантирана. Договорена. Сте читале? Сум ја читал. Што има таму што го против суверенитетот на Република Како што Македонија има? или што е противуставно? Па, Кажете што е. комплетно редефинирање Тоа на е државата. политичка платформа, Не е како прво. политичка платформа. Па не, што е? Не. Не сакам да дискутирам Тоа бидејќи изјави, секое ваши влегување изјави се на многу поопасни од таа платформа. Не, Дали не. вие сте свесни за тоа? Не, не може да го подценувате народот дека ќе Кој прифати народ? вакви аргументи. Народот во оваа држава, овие разлики што ги имаме меѓу мене и вас, господине, се решаваат на избори. На избори јас очекував ВМРО најискрено да формира влада, бидејќи тие го има најреална нема, можност. Се договараја со останатите партии, ја не знам со кој партии се договараја, не успеа да формираат мнозинство што може да им даде законско да формираат законски влада. Сега има партија, има мнозинство политички, се обидуваме да формираме не јас, пратениците, не знам дали сте во новиот парламентарен состав или вашата партија, без разлика, да се формира влада. За платформи има една партија, една платформа. Друга партија, СДСМ има друга платформа. ВМРО има друга платформа. Имаат сите различни платформи. Што ќе помине во тој парламент? Што ќе стани закон? Не. Тоа е друго прашање. Вие сега тврдите, па има луѓе, мене повеќе ме загрижува, например, некои работи што се од економска сфера, дека ќе се згасна, да речеме, субвенционирање на странски инвестиции, многу повеќе ме загрижува тоа, бидејќи сметам дека Македонија треба да продолжи со таа политика, бидејќи се наоѓаме стварно на маргините на тие економски глобални токови. Треба да се продолжи со давање олеснување на странските инвеститори. Такви политики, за такви политики треба сега да почнеме да дискутираме. Доста само за едно сте се фатиле платформата. Која платформа? Еве, нека поминат закони, ќе имаме време да видиме кој каде и што е. Таа е услов за коалицијата. Таа е услов за коалицијата и од таму ќе генерира Секогаш има. непоправливи штети. Не е на агенда на Ми новата сигнализираат влада. дека имаме, почнавме со вас, ќе ви давам 30 секунди, ќе успее ли ВМРО ДПМН да избоксува повторно предвремени избори? Со притисокот што го прават на улица? Со притисокот што го прават, со тоа што доколку тоа трае, седницата на собрание доколку трае во недоглед, јас очекувам тие да направат инциденти, да се придружат кон граѓаните и кризата да се зголеми. Меѓутоа, друга работа. Доколку со оглед на тоа дека имаме сега и големи промени во нашата геополитичка сфера, јас не очекувам дека тоа ќе биде дозволено во Македонија да се случи. Добро, закана што го кажа се Не е закан, тоа е моје размислување. Да, и ја кажав анализа, но некоректно. вие рековте, ќе видите што ќе се случи, не е така. И целата риторика. Добро, ви благодарам. Ние ќе продолжиме дискусијата вака вон камерите, а вас, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.